Ви благодарам председателе. Гледам дека концентрацијата и заморот е веќе видлив кај повеќето од колегите, ќе бидам најкраток што може да поставам. Најнапред би сакал да констатирам дека можеби министерот и неговото излагање само исклучокот кој што го потврдува можеби правилото. За жал, иако се радувам, за жал слушнав повеќе пати се сложувам лично од министерот, отколку од сите други министри досега, од Бектешиот кој го познаваме и од колегите во овој состав. И доколку имаме таков пристап, можеби ќе дојдеме и до заеднички работи. Но тоа не ги менува другите факти. Ако дискутираме за енергетската, единствени сме можеби што имаме топлотна криза. Тоа не се состојбите во државата. Се бега од транспарентност, се игнорираат укажувањето од опозицијата. Формирањето на работна група и анкета. Еве, ако идеме со овој позитивен пристап како што овели министерот. Еве, дајте да искористиме таа можност веднаш. Да свикаме анкетна комисија, нека се направи работна група, нека се направи една објективна слика од кај што ќе можеме да добиеме показатели. Да искористиме нешто друго. Но тоа нема да добие поддршка од мнозинството од колегите на пратеници во власта. Таа анкетна група, доколку ја направиме, и тие работни групи, ќе можете многу добро да ги согледаат и зошто имало разлика од набавувањето на енергијата во годините наназад. Ќе видиме и тие 2,7 кога се набавиле на пазарот години назад, која била цената по која што се набавувале. Ќе видиме многу логика во тоа. Но на крајот од денот се споредуваат цените, се споредуваат количините што ги имаме произведено, што ги купиме и која цена ја плаќа како апсолутен износ нашата држава. Дали правиме чекор напред или два чекори назад. И се сложувам, министре. И јас, и сите мои колеги од опозицијата, можеме се вратиме колку сакате назад години, да ги согледаме грешките. Но понатаму што следува? Треба се дефинира одговорност, треба се дадат предлози, препораки, активности, имплементација на истите и понатаму анализа што се направили. И ако го направиме се за тоа, во најдобрата варијанта, колку и да сакам да бидам позитивен кон власта сега во овој конкретен случај, можам само да констатирам во најдобрата слика дека единствено грешките или се повторуваат или се продлабочуваат. Нам ни требаат чекори напред. Нам ни требаат проекти кои што ќе донесат плюс произведени количини на електрична енергија. Нам ни требаат ситуации каде што вакви непријатни состојби, прогласување на кризи, услови отежнати за работа на стопанството и на граѓаните да бидат минато. Да, не по цена на животната средина, обновливи извори и така натаму. Се наоѓа начин, се наоѓа форма, но за тоа треба дискусија. За тоа треба да не бидеме горди и да побараме мисли од оние што најдобро знаат. За тоа ни требаат анкетни комисии, работни тела. Ни треба да се гледаме на грешките, ни треба одговорност пред се. А не ни треба да задоволуваме нечии интереси или хирови на поединци од власта. Ви благодарам.